Не е важна жртвата, важна е агендата. Не можам веќе да молчам. Сестрата на трагично загинатата Фросина Кулакова реши јавно да проговори за иницијативата која следен, зошто, како што вели, била крајно огорчена и вознемирена што нивното семејство се злоупотребува за нечии политички цели. Росица Кулакова во објавата на социјалните мрежи вели дека оние кои на протестите биле во првите редови вистински бараат правда, но проблемот го лоцира во поединци кои сакаат да профитираат врз трагедии. На денот кога ја погребувавме Фросина, додека ние бевме избезумени од болка и тага, се одржаа првите протести. Ние, нејзините најблиски, немавме поим што се случува во надворешниот свет. Болката ни ги затвори очите и ушите. Тогаш од еден искрен, спонтан и народен крик на болка се појави нешто друго. Некој со болен ум, со туја трагедија реши да си прави профит. Така во јавноста се појави иницијативата која следен. Веќе на вторите протести се почувствува дека нешто не е во ред. Протестот веќе не беше на народот. Имаше јасен организатор, агенда, насока. Росица вели дека првиот собир за незината сестра бил спонтан, но веќе на вториот забележала дека нешто не е во ред, веќе не бил на народот, туку имал јасен организатор, агенда, насока. Присуствував на еден состанок, последен за мене, зашто немав повеќе сила. Таму меѓу зборовите и молкот јасно ми беше ставено до знаење дека Фросина не е важна. Нашата болка не е важна. Важна е агендата, а жртвата е само инструмент. Не можам веќе да молчам, не можам да гледам како нашата трагедија, а денес и трагедијата на уште многу семејства со слична судбина на нашето се користи, извртува, злоупотребува. Од едно семејство денес станавме стотици и сите сме ранливи, сите полесни за манипулација. Фејсбук објавата на Росица на социјалните мрежи ја споделија многумина, меѓу кои нејзиниот татко Тодор. Тој во објавата вели дека било пробиено и дното и дека како семејство секогаш најостро ќе реагираат кога некој ќе се обиде да ја искористи нивната тага и смртта на Фросина, а додава и дека ќе бараат начин како институционално виновниците да одговараат за вакви злодела. Инаку иницијативата која следен уште во деновите на жалост ги организираше првите собери и за трагедијата во Кочани, а на социјалните мрежи исплива и видео во кое се договараа и следните активности заедно со српска инструкторка. На моменти не смеја размислуваа како да ги поврзат двете трагедии, па на крајот заклучија дека и Фросина и дел од загинатите во пожарот во Пулс биле студенти и дека тоа треба да биде иницијална каписла за формирање на студентски пленуми кој на крајот пропадна.